Овие алатки на трговијата се неопходни за водење бизнис со облека во 21. век. Креативниот ум зад оваа јужноафриканска продавница е човек со големи соништа. Во моментов го насочивме бизнисот да биде интернационален. Шепо Махлала може би сонува за неговите дизајни на облека да станат глобални, но тој се соочува со еден предизвик. Речиси секојдневни прекини на електричната енергија. Нешто што треба да ви одземе една недела може да ви одземе и до 4 недели. И тоа е најголемата пречка што ја имаме во моментов. Иако Мохлала има соларни панели за да може да работи на некои од неговите машини, тие не се доволни за да работи со поголемиот дел од опремата. Јужна Африка неодамна потпиша договор со Кина, незиниот најголем трговски партнер, за да помогне во енергетската криза. Тие вклучуваат грант и опрема за итни случаи од Кина од вкупна вредност од околу 30 милиони американски долари. Некои експерти сметат дека инвестициите како овие се пример за пренасочување на Кина од големите инфраструктурни инвестиции во рамките на незините иницијатива Појас и пат кон повеќе стратешки инвестиции во рамките на зелената агенда на Пекинг. Додека јужноафриканскиот претседател Кирил Рамафоса му се заблагодари на кинескиот лидер за грантот, тој исто така посочи на, како што рече, значителниот трговски дефицит. Рамафоса сака да види дека африканските земји се оддалечуваат од главно извоз на суровини кон повеќе готови производи. Но експертите велат дека годините на лошо управување и корупција на владата значат дека голем дел од инфраструктурата во Јужна Африка, најиндустриализираната земја на континентот, се распаѓа. I doubt in the short to medium term Се сомневам на краток до среден рок дека трговската неравнотежа меѓу Јужна Африка и Кина ќе се промени. Прво, уништување на јужноафриканскиот индустријски капацитет. Второ, уништување на инфраструктурата, бидејќи пристаништата во Јужна Африка не работат ефикасно. Инфраструктурата е уништена. Тоа е листа на желби. So therefore, it is a wish list. Јужноафриканецот Тони Еслингер, која води дестилеријата Primal Spirits, исто така се бори да се пробие на пазарот за извоз, а прекините на електричната енергија се една од главните пречки. Проблемот е што овие машини работат во текот на денот. Непрекинато треба да работи 8 часа. Па, ако има прекин на половина пат, тогаш мораме да ја загрееме опремата следниот ден повторно. И тоа е дополнителна електрична енергија. Дали новата електрична инфраструктура финансирана од Кина може да им помогне на бизнисите да се прошират во странство? Може да зависи само од управувањето во Јужна Африка и подготвеноста на Кина да увезува готови производи од самата земја, Јужна Африка.